Времето ги остави виничките пчелари без мед. Годинава за нив беше повеќе од катастрофална. Година е една од послабите, барем за нашиот крај, за нашиот регион зборува. Вадевме нешто мед, но тоа се минимални количини. Просечно е до сега 2 до 3 килограми, што е на границата на рентабилноста, да кажеме, ако се уопште може да се каже за рентабилност. Токму и поради ова, виничани веќе кројат нова, повисока цена на медот. Нешто кога го нема, тоа е пазарен закон, цената иде нагоре. Моментално ние тука виничко го држиме цената на медот се уште 300 денари. Јас го продавам мед со саке 350, меѓутоа цената иде погоре, мислам дека ќе иде и уште погоре. Веќе по Струмица, Скопје негде има 350-400 денари. За разлика од виничани, времето им се погоди на пчелите во Свети Николско и Штипско, па овде кошниците се полни со мед. Ми се чини дека пчеларите од нашиот регион, поготово овчеполието, Штипско, Источна Македонија би требало да бидат доста задоволни од приносите на мед од пчелните семејства. Сега зависи каде се лоцирани пчелните семејства. Тоа едно, второ, ова година ми се чини дека медот е со најдобар квалитет. До сега што го имам. Сепак, за корекции на цените на медот се размислува и овде. Сам дека испод 300 денари нема да биде пониска цената. Освен малите приноси во одредени општини од регионот, повисоката цена на медот ја диктираат и цените на медот во државите блиску до нас. Кај нас тегла мед е со цена од 5 евра, во Бугарија и Србија таа е 6, во Албанија 8, а во Грција 10 евра. Во источниот регион има околу 400 пчелари со близу 15.000 пчелни семејства. Годинава некој од нив теглите ќе ги полнат до врв, некој од 2 до половина.